Помина 12 години од донесувањето на Законот за безбедност и здраве при работа, меѓутоа се уште работници гинат на своите работни места. Каде е проблемот? До самиот закон или пак во неговата имплементација? Изминатиот период се одржа на вистина голем број работилници, дебати, тркалезни маси, дали да се направи нов закон за безбедност и здраве при работа или пак да се измени. Денес разговараме со еден од креаторите на Законот за безбедност и здраве при работа, на моја огромна чест, со професор доктор Агем Шакири. Ви благодарам што ќе одвоите дел од вашето време и што ќе разговараме во однос на оваа проблематика. Најпрво, кажете ми каков е сегашниот профил на Законот за безбедност и здраве при работа? Да ги подсетиме тие што знаат и да ги информираме оние што можеби се надвор од оваа област. Пред да ви одговарам на вашето прашање, пошто споменавте дека долго време се зборува по однос на овој закон, односно потребата на измени, дополнување, нов закон и така натаму, али на жалост до сега ништо конкретно немаме. Од сите актери, јако што сум учествувал на едно-две трибини по однос на идеите за измени, дополнување на законот, се уште немаме конкретни предлози, конкретни насоки во како ќе оди измените, односно дополнувањето на овој закон. На вашиот одговор да давам кратко вака нашиот профил. Секогаш на секое мое излагање имам изнесено дека нашиот закон апсолутно не можеме да кажеме дека тој не е чинит или е разлог на определен, како вие што споменавте, дека е разлог поради тоа што имаме многу повеќе во последно време повреди, фатални несреќи и така натаму, дека е крив законот. Апсолутно не е така. Тоа значи дека нашиот профил на законот имаме еден таков закон што во суштина, во содржина, тој е многу содржаен, справедлив, јасен и усогласен со европското законодавство. Фали, тоа значи нешто што се треба да дознаеме што не чини, тоа што е оптеретеност на законот, со многу измени дополнување, со несправедливи одредби, со одредби кои не дават продуктивна насока во однос на спредувањето и наравно треба да се констатира по наше мислење, подредени стручни лица кои се бавиме со оваа област, дека има и потреба и за нешто дополнување во насока на спроведувањето на овој закон. На едно од дебатите каде што ги организираше токму Македонското здружение за заштита при работа, конкретно на тие измени, рековте, ќе ве цитирам, секако лепенки додадени на самиот закон. Сметате дека се непотребни, несправедливи или пак за последните конкретно говорам? Законот можеме да ги поделиме тие одредби на многу различити нивоа. Тоа значи, накратко имаме одредби кои се општи одредби кои апсолутно не се менлива категорија во овој момент, пошто основниот закон е усогласен потполно со рамковната директива, дека и тука, по моје длабоко мислење, дека кој е тој што ќе рече, сега сакам измени на овие одредби. Точно е тоа дека после 13 година, тоа значи 4 пати во текот на 2014 измените и понатаму до крај до 2016 година, точно е дека има многу измени, повеќето непотребни, многу управна постапка. Ако денеска го разгледувате законот, негде преку 50% од одредбите на овој закон се опишуваат, односно уредуваат управна постапка. Така што во оваа насока треба да се детектират кои се тие одредби кои нема потреба или таа потреба да се уредува со подзаконски акт, али тука мораме да имаме, да бидеме многу внимателни дека не може сите овие подзаконски, овие одредби што на некој си начин уредуваат процедура, односно правна постапка,
да се уредуваат со подзаконски акт, со правилник, поради тоа што имат во сегашното уредување има законска конотација. Тоа значи дека таа законска конотација во никој случај не може да се уредува исто во правилниците, односно со посебен правилник. Така што во сета ова треба длабоко, стручно размислување по однос на тие така наречени лепенки што се непотребни, што на некој си начин го искривуваат законот, го гушат законот, поради тоа што некојаш ќе ги истакнам одредени измени. Тоа значи со измените од 2014-2015 година, каде што се даде некоја си поголема авторитет на синдикалните организации, се воведе други актери од синдикален аспект, така што ако гледаме досега ние од денот од тоа време досега за овие 4-5 години, ја не верувам дека ни еден ќе каже дека тие одреди се спроведени и тој авторитет на синдикатот функционира и придонесува со такви празнини што се само му се дава авторитет, никакви обврски, така што нити во постапка кој, како, каков профил, такви критериуми, така што тие. Од друга страна имаме одредби кои се и претходно во 2011 што моравме на некој си начин да се спроведат такви политики на државата, односно на владата тогашна, така што беше една институција, така наречена институтот молчењето оправдување. Така што се воведе еден член таму со можда преку 15 ставови, што тоа значи може да има и 15 члена, што апсолутно уредува нешто толку непотребно, каде се уредува и како субјектите кои ги исполнуваат да исполнуваат условите за стручно правно лице и кога ќе поднесе во архива кај во министерството за да барам да добиеме овластување за стручно лице, таа постапка до министерот да потпише тоа овластување, тоа има една ширина управна постапка кај што е влезен управниот инспектор, главниот директор на управната инспекција, што се постава прашање од 2011 до 2019. Дали еднаш целата легислатива, целата постапка еднаш е спроведено или даде во насока дека таа одредба еднаш се пременува поради се случило некојаш да министерот не успе во одредено време да ја потпише тоа властување и така натаму. Тоа значи непотребни работи се внесени во законот. Го споменавте полагањето на стручен испит за безбедност при работа. Имаше многу забелешки во оние дебати кои што и ние ги организиравме, дека всушност може да биде воспоставено преку правилник, да не биде толку преоптоварен законот. Вашето мислење во однос на опфаќаме сега сегменти? Да, тоа е една од најслабите карики на законот и најслаба точка, да не речем. Уредени се скоро, не знам, 30 на членови се по однос на таа постапка. Тука ми беше и претходно збор дека тука треба да и се има внимание, нешто што е уредено, одредени членови мора да постојат, за другите членови кои немаат законска конотација, тие одреди да се уредуваат со посебен акт. Кога зборуваме за стручните лица, ние мораме сега да гледаме како е нешто надворот кај нас. Толку години ние од 2009 година се применуваат овие стручни лица. Дали ние досега сме задоволни во почеток? Да, по моје мислење сега треба нешто да се промени. Така што едини сме во регионот и надвор што кај нас нема услови, условите постојат во нашето нормативно уредување само кои услови формално правно треба да ги исполнува, кој е струка, колку стаж и ништо повеќе. Што значи ние од фабрика или од улица може да дојде некој да рече ја ќе полагам стручен испит за безбедност при работа, што апсолутно без некоја си форма на обука, на стекнување на одредени знања, стручност,
како што е во светот. Негде просек прочита во одредени држави членки на Европската унија, негде преку 150 преку 150 часови за стручното треба да има стручното лице, кандидатот за стручно лице треба да има обуки предходно да полага. Од друга страна, јас имам доста вакви дилеми во уредувањето на оваа област, односно на овие категории на стручни лица. Прво, законот уредува дека во текот на следните 5 години да се добијат тие 100 поена за да може тој да продолжи своето овластување и понатамо. Тоа треба нешто поцврсто и потранспарентно да биде. Се поставува прашањето, ако ние имаме преку 850 стручни лица до сега, помина 5 години, се уште никој не знае колку од тие стручни лица ги исполнува условите и колку лица веќе што ги исполнува се стручни лица 5 години, а што не ги исполнува условите по однос на тоа да имат 100 поени. И што со нив? Законот кој гарантира за обуките, всушност? Точно, али законот тука има една празнина, дека законот не предвидува ништо. Што после? Ќе му се одзема или не? Од друга страна, кој е таа бројка? Никој не знае од 800 дека ако тие 100 ги исполниле, 200 имат уште му требаат уште, не знам, уште 20 поени, трети од 300 му требаат уште 40 поени, тоа значи апсолутно нема некаква евиденција која би придонела за транспарентноста на сите стручни лица. Од друга страна, ќе се спроведе и ова после 5 години. А што понатаму? Ќе добие доживотно овластување или? Тоа значи, овие сегменти во закон, што се многу суштински, и ние, не само стручните лица, никој, за сите актери, чинители во БЗР, ние треба да имаме внимание. Стварно, дали тие се актери со стварно актери кои придонесуваат, или формално се појавуваат само по потреба. Тоа значи, во одредени улоги играт како представник на една јака странка, јак социјален понос на еден партнерите на социјалниот диалог, што значи треба да се обезбеди и кај нив една здрава основа за нивно вклучување и придонес во БЗР. Не веќе спомнам сега, ако ние целиот закон ние поставен врз основа на социјалниот диалог, што точно е, и така е поставен, тоа ние требаме за секој еден од актерите од социјалниот диалог да поставиме кој е нивниот придонес, кој е нивниот законско обврска за да добие законско право, односно со која легислатива, со кој капацитет на легислатива тие баратат. Исполнавте стручните лица како актери, меѓутоа и останатите имаат. Па што сега ние зборуваме за синдикатот, за партнерите, работодавачите, кога тие од 14-15 колективни договори, гранкови колективни договори, само еден гранков колективен договор има уредено неколку 2 члена по однос на социјалниот безбедноста и здравје при работа. Едниот колективен, општиот колективен договор уредува само 3-4 реченици. Тоа значи дека цела легислатива, сите така наречени акти кои ја да уредуваат на некој си начин правата и врскиот поднос на БЗР, а тие се колективните договори во овој момент, гранковните колективни договори, ни еден збор не пропишуваат. Ни една реченица. Тоа значи, како ние ќе гледаме да ги унапредиме ние стандардите за БЗР, кога актерствата немаат никаква законска нормативна обврска. Кога се изготвуваше законот, споменав дека вие бевте еден од креаторите, беа консултирани сите, така? Сите учествува на некој начин во самата подготовка. Да, ако се навратиме назад години. Да, често пати за се ќе речат
со прст дека ти или вие така дека изготвите законот. Ја морам можда ова прилика да кажам дека представниците на синдикат, представниците на на стручните лица поточно, на македонското, тоа беше само македонското Здружение за заштита при работа, членот на македонското учествуваше од првиот ден до последниот ден. И со сите измени дори бев јас ни еден ден, еден момент не беше без присуство на актерите кои беа стварно придонесува, им се заблагодарам и ден денеска јас тие беа едни од главните актери што ми помогна во насока на изготвување таков еден закон што беше и како урнек за сите други држави, тој закон беше стварно За тоа време беше соодветен, меѓутоа времето се минува и затоа веројатно и недостатоците можеби се забележуваат и затоа треба да се интервенира. Меѓутоа, ако го сумираме се тоа, нов закон или измени? Тоа е нешто кое што одзвонува како прашање, би рекла. Ако ме во претходниот разговор, малку преѓеска, кога почнавме да разговараме дека во тие измени има и уредување законска конотација, па нешто има да... Тоа значи, многу би било тешко во ова време сега од креирање на правото сега, од номотехничко уредување и сите тие потребни запишување, многу полесно би било да еден нов закон, кој нов закон ќе биде концептиран врз основа на тој основниот закон, можда ако не 100%, барем тоа што изне, тој основниот закон кој немаме по никоја цена, не можеме ние да градиме друг профил на основниот закон кога тој закон е од Европа, од сите чинители и пошироко дека тој се што ние во другиот сега во треба да се знае. Ако ние со Европа немаме тука некоја дилема со европско законодавство, ние имаме нешто недостаток на спроведување, односно завесување со универзалното законодавство. Тоа значи, во законот, еве, ова е анализа на МОД, која ние сме учествувале одредени експерти во оваа област, дека што недостасува во нашиот систем, правен систем за БЗР, по однос на инкорпорирање на одредени нивни на МОД конвенциите и препораките во ОЕК. Тоа значи конвенцијата така наречена за промативна рамка 187, таа не е опфатено. Дали имаме некои институции што дремат некоја оврска да земат во закон? Не имаме. Нити сега во овој закон го немаме и оврската што треба да работи Министерството. А камо после соработката со другите институции, што е една празнина што треба законски да уредува. Од друга страна, бевме во Црна Гора лани, кога виковме колку тие во измените направи бум само што го поставија еден координатор на сручилице во града Ижевишта. Тоа значи колку таа е потребна одредба, цела еден институција вика тоа што треба да се гради. Тоа значи во законот има и многу работи што треба да се дополнуваат, се во насока да бидеме што повеќе опфатени во однос на институционална размена. Тоа значи ние се уште немаме оврска на институциите, на државните институции во однос на размена на податоци, на размена на соработка и така натаму. Тоа е уште еден проблем. Меѓутоа, вие секогаш велите за вашето чедо, за Законот за безбедност и здраве при работа, може да говорите со денови и воопшто да не ви биде тоа досадно на некој начин. Меѓутоа, времето веќе поминува. Еве, накратко, ако може да сумираме каков треба да биде сегашниот профил или веќе тоа го споминавте како дел. Анализата допрва ќе се случува, така што верувам дека и очекуваме оваа година да има некоја промена во нас. Ние зборувавме како е профил. Профилот сега, тоа значи новиот профил ќе биде ако ние имаме толку оптеретување за непотребни работи, а што многу со мнозинството се согласуваме дека тие треба внимателно да се отстрануваат, односот да се дополнуваат со одредени механизми. Другото е што треба да се нови прописи, односно нови одредби да се достават. Ние во ова насока сме да ги уфрлиме она што реков малку преđеска, дека тие одредби што
недостасуваат кај нас што ги гледаме во другите држави, од друга страна и одредените забелишки што ни ги достави МОД во однос на овие две конвенции, конвенцијата 180 и 155 када. Ви благодарам за вашиот разговор. Разговорот со професор доктор Агим Шакири всушност е најава за оно што го подготвува Македонското здружение за заштита при работа. Имено во следниот период ќе биде креирана Facebook група каде што за секое поглавје од Законот за безбедност и здравје при работа ќе може токму вие да дискутирате, односно да предлагате дали треба да се направи некоја измена или пак да стои онака како што е. Сите вие кои што имате предлог, односно некој кој што би дал допринос во сето ова, може да ни напишете на нашата мејл или пак на нашата Facebook страна. Сакаме да го слушнеме вашиот глас и вашите предлози кога станува збор за Законот за безбедност и здравје при работа. Имајте безбеден ден.